Like every month is now time for the Troublemaker of the Month. This month's a fresh and groovy track from Wes and Alexander Galotsky. It's called Tetovo and they are the Troublemaker of the Month. Александар Галовски љубовта спрема електронската музика ја покажал уште на многу рана возраст. Музичките спотови кои ги гледал на телевизија кај него ја создале желбата за креирање собствена електронска музика. Сега е еден од најуспешните диџеи во Македонија и регионот. Самите почетоци почнуваат уште од рана училишна возраст, кога сум бил прво, второ одделение на телевизија секој утро, музички телевизиски канали емитувале познати спотови, например и стари песни како Darude Sandstorm и други. И самото тоа гледање секој утро ми вроди некој голем интерес на мене спрема електронската музика. Мислам дека таа голема магија се случи кога добив CD поклон, Тиесто концерт. Тоа беше некоја магија, се вроди во мене и си викам кога ќе пораснем јас сакам да го работам исто во тоа. Другарче кој се занимава со компјутерски програми ми донесе на CD програм кој се вика FL Studio. Доста познати звезди како Avicii работаат во истиот софтвер, продуцираат музика. Почнав полека и јас со продукција, пред се јас почнав со продукција, не како диџеј. Диџејството се вроди покасно. Александар Галовски создава хаус музика, редовен гостинен из локалите во Тетово, каде што наидува на одличен прием од публиката. Има издадено музика за познати издавачки куќи од светот на електронската музика, како Armada Music, чиј собственик е Армин Ван Бюрен, Stilt Records, чиј собственик е Роджер Санчес, Enhanced Recordings и многу други. Неговата музика е поддржана од врни светски диџеи, како Армин Ван Бюрен, Пол Ван Дайк, Маркус Шулц, Джад Джулс и други. Галовски настапувал заедно и со светски познатиот диџеј Аксвел, кој беше дел од мегапопуларното трио Swedish House Mafia. Сепак, вели дека е тешко да се успее во музичката индустрија, особено во Македонија. Има еден разговор кој што кружи низ Македонија, кој јас доста време кога пиеме кафе или нешто разговараме со колегите, викаме во Македонија може да има некој што се вика Петар, да е многу поуспешен од некој што се вика Питер од Америка, ама проблемот е кога ќе дојде Питер од Америка тука во Македонија, самите медиуми си го обработуваат своето, а музиката, мислам, диџејството без медиумска поддршка, мислам дека не може да просперираш. Кога имав 14-15 години го запознав диџеј Ицко, Ристо Меловски, кој е еден од најдобрите диџеи во Македонија и мислам дека веќе 20 години е на сцената тука. Работи во Антена 5 радио, кој ми е голема поддршка уште од самите почетоци. Јас работев, транс музика на почетоците, а сега пуштам и работам сосема друга музика. Познатиот бренд во светот на електронската музичка индустрија Ministry of Sound од Лондон во април 2014 ги промовираше неговите проекти со хрватскиот диџеј продуцент Вес, со кого заедно соработуваат веќе 2 години. Галовски продолжува со напорната работа како диџеј и продуцент, а успесите кои ги бележи се доказ за неговата огромна желба, креативност и талент.